Денешната средба на председателот на државата Стево Пендаровски со шефот на делегацијата на Европската унија во Македонија Самил Жбогар ги најави сите луѓе на председателот. Универзитетскиот професор Александар Спасов, кој работи како надворешен соработник за јавни политики во владата, и поранешната новинарка Катерина Цаневска-Арсовска, која е вработена во кабинетот на председателот на собранието Талат Џафери, беа двајцата присутни на средбата со Жбогар. Во новиот кабинет на Пендаровски најверојатно ќе има место и за дипломатот од кариера Виктор Димовски, актуелен државен секретар во Министерството за надворешни работи. Во јавноста се шпекулира дека столче во председателскиот кабинет обезбедила и универзитетската професорка Ана Чупеска, која беше дел од изборниот штаб на Пендаровски. А името на актуелниот портпарол на владата Миле Бошњаковски пак се споменува како нов шеф на кабинетот на председателот. Тој за еден ТВ преку СМС порака Кусо информираше дека засега нема ништо официјално што би можел да го сподели со медиумите. А според изборните ветувања на Пендаровски, во неговиот кабинет ќе има вработени од сите етнички заедници. Во мојот кабинет ќе има представници од сите етнички заедници, избрани според нивната компетентност и професионалност. Кабинетот на председателот ќе го отсликува нашето мултикултурно општество. Токму во таа смисла во јавноста се погласно се споменува името на граѓанската активистка за правата на бегалците Мерсиха Смаиловиќ. Првпат од вас медиумите слушнав за моје евентуално ангажирање во председателскиот кабинет. Никој од таму досега не ме контактирал. Поради учеството во спотот на нашата представничка на Евровизија Тамара морав да потпишам изјава со која се обврзувам дека на ниту еден начин нема да учествувам во било која изборна кампања. Председателот на државата има 9 советници, 2 за меѓународна политика, 2 за внатрешна, по 1 за протокол, одбрана и безбедност, воени прашања и меѓунационални односи. Во кабинетот на председателот работи неговата десна рака, аѓутантот. Во користи во име на шефот на државата работат и 2 совети и 4 комисии, кои исто така се дел од неговиот кабинет. Откако медиумите утрово објавија дека на официјалната страница на председателот се уште стои името на Ѓорге Иванов, доцна попладнето беше сменето името на државата и името на новиот председател. Сепак официјалната веб страница не беше во употреба.